Се враќаме на темите поврзани со здравството. Пандемијата се уште не е готова, а на дел од нас не изгледа како сите околу нас така и да се однесуваат. На оваа тема, но и за новиот сој кој сега се е здрав во Европа, разговарам со доктор Александра Димова. Добро утро, ви благодарам што прифативте поканата да дојдете во студиото на Утрински брифинг. Добро утро. Новиот делта вирус или познат како индиски вирус, а вчера беше извадена веста дека вториот детектиран случај во државава. Што може да очекуваме од овој вирус? Дали повеќе напаѓа, дали е смртноста поголема, зошто се сите толку исплашени? Новиот вирус е повирулентен всушност од она што до сега се покажа, значи е позаразен. Всушност, еден од моментите што ја прави заразноста на овој вирус е и тоа што кај помладите дава една полесна клиничка слика од типот на главоболка и кивавица, што не беше типично баш за претходните соеви. Значи, тука беше она губење на мирис и вкус, кој што кај новиот индиски или делта сој го нема. Меѓутоа, младите го поминуваат како еден вид потешка или полесна настинка, но несвесни дека се работи всушност за ковид инфекција многу полесно можат да го шират. Тоа е еден момент. Вториот момент е што самиот вирус по себе, самата оваа мутација на вирусот е по-вирулентна, по однос на смртноста, некаде тука стои како и претходните соеви, може би е нешто за нијанса поголема, но самата брзина на ширење го прави поопасен. Ајде малку повеќе за детектирањето на овој сој, па и на сите останати. Дали се тоа истите реагенси кои се користат за обичниот коронавирус или сепак треба дополнителни истражувања? Прашањето ми е дали секој кој се тестира од коронавирус се тестира и за сите негови мутации и подвидови? Не, апсолутно не. Значи, класичните ПСР тестови го детектираат само присуството на ковид вирусот, а за која субваријанта се работи, треба секако дополнителни испитувања. И колку е тешко да се направат тие испитувања и на кој лица им се прави? Бидејќи сите кога ќе се појават со симптоми или со позитивен тест, предпоставувам дури потоа се прави тоа тестирање за делта или за индискиот сој. Тоа е веќе демографски каде во земјите, нели, каде што почна повеќе да се шири, како што е, например, Велика Британија, веќе поголема застапеност има на тој сој на вирусот, отколку на алфа вирусот или првобитниот британски сој. Кај нас, како што споменавте, имаме тек 2 случаи пријавени, така што допрва ќе видиме дали и колку ќе се прошири истиот вирус. Србија не знае колку има, бидејќи последно што прочитав од таму е дека не ги прават тие испитувања за да одредат кој тип на вирус или на мутација. Она што го видовме како вест е дека Романија има детектирано 22 случаи, а знаеме дека 2 надпревари одигравме таму со огромен број публика, на наше задоволство, голем број навивачи отидоа во Букурешт да ја бодрат нашата репрезентација, но можевме и да ги забележиме видеата, снимките, фотографиите кои доаѓаат од романската престолнина. На дел од нив и можевме да забележиме дека нашите навивачи, барем дел од нив, ниту држаа дистанца, ниту носеа маски. Постои ли опасност таа бројка на навивачи да се врати назад во државата со повеќе случаи од овој сој? Опасноста постои не само од навивачите од Романија, него од сите други лица кои што патуваат во периодот веќе почнаа годишните одмори, а исто така, бидејќи сега ситуацијата е поотворена од претходно, доаѓаат кај нас веќе и туристи, доаѓаат нашите луѓе што живеат во странство, имаме поголема фреквенција, секако многу поголема од онаа што ја имавме подолг период наназад, кога мерките беа построги, кога така лесно не се одеше преку граница. Така што не може никој да предвиди што точно ќе се случи, бидејќи и 500 заразени со новиот слој да влезат, не значи дека тоа задолжително ќе ја прошири
со голема брзина заразата со делта сојот, од друга страна и петорица да влезат, зависно какви ќе бидат нели нивните контакти, може да заразат поголем број лица. За разлика од минатото лето, ова вие споменавте дека малку е се полабавено, дел од државите ги признаа сите вакцини, дел само половина од вакцините кои се наоѓаат на пазарот, но како и да е може да се патува под одредени услови. Летото доаѓа, знаеме и од минатата година истите овие разговори дека во лето е малку помалку вирулентен вирусот, побрзо умира вирусот, но што можеме ли да очекуваме во текот на есенските месеци, кога ќе завршат сите овие одмори, веќе луѓето, па и психолошки им треба тој одмор, никој не може да ги обвини, веќе 2 години живееме во време на пандемија, сите ќе искористат прилика барем малку да искористат од одморот и да се одморат некаде на море или на езеро. Што ќе ни донесат есенските месеци? Дали ова олабавување и ова шетање ќе значи повторно една најава за некој повторен локдаун? Во текот на вчерашниот ден имавме само 8 нови случаи, но дали ќе остане тоа така до крајот на летото? Во текот на летово, мое очекување е дека ситуацијата ќе остане под контрола, не само заради тоа што вирулентноста е можеби помала во тие топли месеци, него и од самиот факт дека заради топлото време повеќе сме на отворено, сепак се намалува можноста за ширење на вирусот. Што ќе се случи во есенскиот период во голема мера зависи од самите нас. Имам впечаток дека малце прерано почнавме да се олабавуваме во смисол на тоа што во рете што мерките се олабавија, затоа што, како што спомнавте, предолго живееме во пандемија, на сите ни треба да издишаме, а и реалната моментална ситуација тоа го дозволува. Меѓутоа, секој лично за себе мора да запомни дека сме далеку од тоа дека можеме да ја прогласиме пандемијата за завршена. Мутации и субмутации, вирусот сам по себе биолошки ќе ги има, некои од нив ќе бидат незначајни, но некои од нив можат да бидат сериозни со самото доаѓање на есента, поладното време и затворањето во затворен простор. Повторно може да очекуваме нов пораст на бројките, така што она што останува значајно е сепак почитување на оние основни препораки кои што постојат од почетокот. Социјалната дистанца, носењето маски сега не се задолжителни на отворен простор, но во затворен простор секако, нормална дезинфекцијата на рацете и сите други препораки во смисол на колку што е помалку можно избегнување на масовни собири, иако со новите мерки е олабавено каде, кога, колку луѓе може да се соберат. Да преминеме на вакцините. Постојано вие докторите велите дека сите вакцини се безбедни, па коментираме од која се создаваат повеќе, од која помалку антитела, но сега се наметнува прашањето дали актуелните вакцини на пазарот штитат од новите мутации. Според најновите сознанија штитат, секако ефикасноста е во некој процент помала во однос на алфа сојот, односно британскиот сој. Најголема количина на испитувања има за Pfizer и за AstraZeneca вакцините, од проста причина што веројатно таму каде што прво се појави поголем број на случаеви со тој вирус се присутни тие вакцини. Меѓутоа, горе-долу сите вакцини секако прават заштита и во оној смисол на можеби не се добие самата зараза, но таа да се помине со полесни симптоми, односно да се избегне хоспитализација, да се избегне потешка клиничка слика и да се избегнат смртни последици. Имам чувство дека оние кои веќе се вакцинирани помалку ги почитуваат сега препораките, па еве барем носењето маска во затворени простори. Дали вие имате истата перцепција и кој е советот дури за оние кои се вакцинирани?
може ли да се олабават комплетно и да престанат да носат маски или сепак останува тоа дека мора да се штитиме и покрај вакцината се додека комплетно не се искорени оваа пандемија? Треба да се внимава, особено тоа важи за лицата што се вакцинирани само со една доза. Значи има многу такви што се до пола стигнати со процесот на вакцинација, каде што заштитата се уште не е комплетна, дури имаше и доста случаеви каде што и се заразија во меѓувреме лица измеѓу првата, не дочекувајќи да ја примат втората доза. Значи, идејата на самата вакцинација всушност е да може да се олабавиме и да си го вратиме животот полека во нормала, но сепак треба малце трпение до тогаш, особено додека не се постигне една поголема масовност, зборувам сега конкретно за кај нас, во бројката на вакцинирани, која што се уште е недоволна за да можеме да сметаме на една колективна заштита. Ако не се лажам, повеќе од 200.000 граѓани се досега вакцинирани со двете дози. Да. Малку снема вакцини, еве вчера го слушавме министерот дека се очекува до крајот на месецот да пристигнат нови 600.000 дози. Како ќе го оцените вие целиот овој систем и целиот овој менеджмент на вакцините? Еве можам да забележам и ние кога отидовме во Борис Трајковски да ја примиме втората доза од Pfizer, веќе им беа броени Pfizer вакцините. И веќе немаше ниту толку луѓе кои вакцинираат. Така, прво малце почна процесот на вакцинација кај нас во однос на соседството или во однос на остатокот од светот. Второ, кубуриме очигледно цело време со бројката на вакцини. Се надевам дека најавената набавка навистина и ќе се случи. Трето, малце стратегијата на вакцинирање исто така организационо можеби не е најдобро поставена. Се исповакцинира меѓу другото и лица кои што се со скоро прележана ковид инфекција, кои што во овој момент можеби можеа да почекаат и да го отстапат своето место за вакцинирање на некој на кого му е попотребна, бидејќи тие сепак со самото прилежување имаат антитела, имаат заштита барем во наредните 5-6 месеци. Но како и да е, во меѓувреме за среќа и соседна Србија излезе во пресрет со сериозна бројка на наши граѓани кои што таму се вакцинира, така што таму се гледа излезот од оваа ситуација во што поскоро, што помасовно вакцинирање, а во меѓувремено дисциплина, почитување на мерките и имање на ум дека се уште живееме во пандемија и дека е неизвестно што ќе донесе есенскиот период. Кога сме кај статистиката на вакцинирани, вкупно аплицирани дози 400.073.853, вакцинирани со двете дози 199.000 граѓани, 143, а пријавени за вакцинација нешто помалку од половина милион. Со нашиот сосед Србија има проблем со своето население и со нивната желба да се вакцинираат. Како е кај нас? Сметате дека оваа бројка покажува доволен интерес за вакцинирање? Сметам дека треба и интересот секако да се зголеми, затоа што, повторно ќе речам, посебно за новите сојови кои што се појавуваат, она што го сугерира и Светската здравствена организација и други релевантни извори е дека за некој колективен имунитет дури на кај 80 па и 85% од населението треба да биде вакцинирано за да можеме да рачунаме на некој колективен имунитет. Така што треба да се стимулира секако интересот во сите категории и возрастни и се разбира ставајќи го приоритетот на поизложени категории и на хронично болните. Дали сите доктори во државава добија вакцина? Па не сум сигурна дека сите добија вакцина, меѓутоа мислам дека горе долу веќе здравствениот сектор е во најголем процент покрие.
И дали е тоа доволно за заштита? За овој период, да, значи наредните 6 до 10 месеци, па може би година дена, значи сега тоа тековно како што поминува повеќе време од почетокот на вакцинацијата на светско ниво зборувам, се повеќе и повеќе се гледа ефектот на вакцината во смисол на долготрајноста на дејството, така што мислам дека околу година дена може да се очекува на некоја заштита, дали нешто подолго од тоа ќе покаже времето, бидејќи како што цело време се потенцира од нашите стручни лица, не е вакцината само во смисол на создавање на антитела, туку еден друг механизам што го прави, го буди оној така наречен клеточен имунитет, односно тоа е имунитетот кој што не го напаѓа директно вирусот, туку ги напаѓа клетките заразени со вирусот кога веќе би дошло до инфекција. Така дека тоа се очекува дека има некој подолго траен ефект. Дали ќе има потреба од вакцинација и наредната година или дали ова ќе премине во некоја сезонска вакцинација за одредени категории на луѓе, како што е ситуацијата и со сезонскиот грип, останува да види. Доктор Димова, за заокружување на овој разговор, какви психолошки последици ќе остави пандемијата? Речи си 2 години во локдауни, постојани полициски часови, нови мерки, страф и паника. Како очекувате се во ова да заврши по психолошкото здравје на луѓето? Мислам дека последиците се уште не можеме дури ни да ги замислиме. Се надевам дека ќе излеземе што поскоро од ова и дека нема да ни се случи уште една година со вакви локдауни, со полициски часови, особено со неработење на образовните институции. Психолошките последици кај секого поединечно и масовно ќе бидат сериозни, но мене особено ме загрижува она што се случува кај школската популација, бидејќи не само во однос на квалитетот на образование, кој што секако не може да биде ист со ваквиот начин на наставата, туку оној социјален момент на дружење, на интеракција, на меѓусебна комуникација веќе година и пол го нема и немерливи се последиците. Веќе има и некакви статистики во Европа, особено колку тоа се има одразено кај секоја возрастна категорија, а особено кај оваа школската поединечно, да се надеваме дека тие статистики ќе се заокружат тука и дека нема да има понатамошен развој. Министерството за образование се уште не излезе со конкретна одлука и конкретно решение што ќе се случува од септември, дали учениците ќе се вратат во клупите. Претпоставам се уште се калкулира со тоа што ќе се случува по летните одмори со вирусот, за да знаеме дали тоа ќе се случи. Како што кажавте, сепак најзагрозени од ова се најмладите, односно децата на кои што има најмногу потребна социјализација. Доктор Александра Димова, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Ви благодарам на поканата.